По завршувањето на основното училиште, пред нас се отвараат многу патишта, а изборот на вистинскиот е голем предизвик. Само кога ќе го направиш вистинскиот избор, училиштето ќе ти биде предизвик и со секој постигнат успех ќе бидеш чекор поблиску до остварување на својот сон. Кога дојде времето да се запишам во средно училиште, јас се одлучив за сообраќај на струка, техничар за транспорт и шпедиција. За оние кои добро ме познаваа, овој не беше некој изненадување, бидејќи уште од малечка јас повеќе се интересирав за камиони, автомобили, авиони и возови. Секогаш сум била заинтересирана за светот на сообраќајот и превозните средства. Се одлучив за сообраќајната струка, бидејќи сообраќајот е дел од животот, а мене од секогаш ме привлекувале брзините и начините на кои човекот ги победува просторот и времето. Доколку точно знаеме што сакаме и ако сме свесни за своите желби, интереси и способности, тогаш изборот на училиштето не е толку тежок проблем. Потребно е само добро да размислиш и да откриеш што е она што најмногу те интересира. Стручното и техничкото образование е одличен избор за луѓето кои сакаат да научат нешто што е практично, применливо во реалниот живот. Оние кои ќе се определат за средно стручно образование треба да бидат подготвени на тоа дека покрај тоа што ќе усвојуваат нови сознанија на часовите по практична настава, ќе треба практично да го применат наученото. Ако ве интересира сообраќајот, превозот на патници и товар, тогаш ова училиште е вашиот вистински избор. Добро дојдовте во светот на транспортот и шпедицијата. Да појасниме за да се разбереме подобро. По транспорт се подразбира превозни средства и уреди за превоз на патници, товари, багаж и друго. Под шпедиција се подразбира транспорт на стока и предпријатие што нуди транспортни услуги. Во сообраќајната струка, според наставната програма за профилот техничар за транспорт и шпедиција, се изучуваат сите видови на сообраќај, како што се патниот, железничкиот, водниот и воздушниот сообраќај, а исто така и цевководите и поштенскиот сообраќај. Покрај општо образовните предмети се изучуваат и стручни предмети како што се превозни средства, сообраќајна инфраструктура, основи на сообраќај и транспорт, комбиниран транспорт, логистика, сообраќајна географија, технологија на ракување и складирање на товар, технологија на железнички транспорт, технологија на патен транспорт, технологија на воден и воздушен транспорт, транспортно право и осигурување и шпедиција и шпедиторско работење. Распоредот на часови не е комплициран, бидејќи секој ден имаме настава по 2 или повеќе од стручните предмети. Ден по ден, час по час, нашите знаења стануваат се поголеми, а стекнатите знаења најдобро се мерат кога ќе се соочиш со ученици кои ја изучуваат истата струка. Се разбира на праварите. Училиштето учествува на многу надпревари, на општинско, регионално и на државно ниво. И нема да бидеме нескромни ако се пофалиме дека секогаш сме меѓу најдобрите. За да се стекнеме со трајни знаења кои се применливи во практиката, покрај квалитетните предавања на нашите професори, кои се подготвени со нас да го споделат своето знаење и искуство, секако неопходни се и добри и квалитетни ученици. А ние можеме да се пофалиме со тоа дека имаме ученици по сите стручни предмети, чии автори се токму нашите професори. Ги сакам општо образовните предмети, но омилени ми се стручните предмети.
предмет ми е комбинираниот транспорт, каде што се учат предностите на овој транспорт. Да ги опишува предностите од примена на комбинираниот транспорт, да го препознае местото на комбинираниот транспорт во сообраќајниот систем, да ги препознава технологиите на комбинираниот транспорт, да ја толкува улогата и потребата на палетите и контейнерите во транспортот, да ги класифицира палетите и контейнерите, да ги опишува технологиите на транспорт и складирање на палети и контейнери, да ги оценува ефектите од примена на палетите и контейнерите во транспорт и дистрибуцијата на стоката. Професора, и предметот шпедиција и шпедиторско работење е навистина интересен. Шпедиција и шпедициско работење е носечки предмет за профилот техничар за транспорт и шпедиција. Со изучување на овој предмет, учениците добиваат компетенции и знаења во поглед на шпедитерската работа. Учениците се запознаваат со организацијата на транспортот, со одредување на најповолен превозен пат и превозни средства, со царинските постапки и царинските давачки. Со еден збор, шпедицијата е наставен предмет кој ги обединува сите технологии на транспорт, подготвува превозни и царински документи и ја следи реализацијата на транспортот. Предметот технологија на железнички транспорт е навистина интересен. Во него се запознаваме со видови возови кои се користат во железничкиот транспорт, видови положба и железнички вагони, вагони за превоз на патници, вагони за превоз на товар, обележување на железнички вагони со букви и бројки, товарен прибор за заштита и обележување на товарот што се превезува, правила и прописи кои се користат во железничкиот транспорт, образци и евиденции кои се користат во железничкиот сообраќај. Мојот омилен предмет е сообраќајна инфраструктура. Што се состои сообраќајната инфраструктура? Сообраќајната инфраструктура ја сочинуваат патиштата за сите видови на сообраќај, објекти и уреди кои се изградени на одредено место и служат за производство на сообраќајни услуги и ја регулираат безбедноста во сообраќајот. Железничката инфраструктура се состои од горен строј кој е сочинет од шини, прагови, колосечен прибор и застор и долен строј кој го сочинува земјениот труп на пругата и вештачките објекти, како што се тунелите, мостовите, виадуктите, подпорните зидови, потоа пропустите и други објекти. Сообраќајната инфраструктура има важна улога бидејќи доколку не постои соодветна инфраструктура, превозните средства не би можеле да се движат, а со тоа превозот на патници и стока би бил невозможен. Практична настава изучуваме превозни документи кои што се користат во транспортот и единствен царински документ кој што го користи царината при одредени царински постапки. Во патниот транспорт, превозен транспортен документ ни е ЦМР, кој што се пополнува од транспортното предпријатие, испреќачот и така натаму, кој што има рубрики, секоја рубрика има свое значење. Тука имаме и пример на пополнет ЦМР, кој е испреќач, кој е примач, потоа застапникот, кој е, потоа што се превезува, многу е битно, што се превезува во таа пратка, количината, цената на чинење, превозен пат и така натаму. Потоа исто така имаме и превозни документи во воздушниот сообраќај, тоа е Airway Bilot, каде што исто така имаме
значи посебни рубрики кои што се пополнуваат, кои што ги пополнува, значи исприкачот, примачот и така натаму. Исто така имаме и ЕЦД, единствен царински документ, каде што значи се запишуваат во рубриките кои се исприкач, примач, застапник. Потоа превозниот пат, со каков вид на транспорт сето тоа се реализира, цената на чинење, тарифните ознаки, значи исто така во ЕЦД пресметуваме и превознина, значи пресметуваме и царина, и данок, акцизи и така натаму. Потоа во водниот сообраќај имаме товарен лист кој се вика коносман. Значи коносманот се користи за значи превоз на товар по воден пат. Потоа изучуваме и товарниот лист во железничкиот сообраќај кој се вика ЦИМ. Тоа е ЦИМ товарен лист во железничкиот транспорт. Совладувајќи ги предвидените содржини, учениците по практична настава се здобиваат со цели и знаење за возниот парк во патниот транспорт, пресметување на искористеност на возниот парк, превозни документи во патниот транспорт, пресметување на превознина за колски, денковни и експресни пратки при превоз со железница, запознавање и пополнување на товарен лист во воздушниот сообраќај, запознавање и пополнување на товарен лист во водниот сообраќај, пополнување на единствен царински документ кој го користи царината во различни постапки, пресметување на царина, акциза и ДДВ. Сообраќајната струка во системот на стручното образование на Република Македонија учествува со 4 образовни профили, тоа техничар за транспорт и шпедиција, техничар за патен сообраќај, машиновозач за дизел и електрични влечни возила и техничар за логистика и осигурување. И еден образовен профил во 3-годишно траење кој е воведен благодарение на реформата на 3-годишното образование. Тоа е ракувачот со машини за пренос на материјали. Кога се зборува за образовниот профил техничар за патен сообраќај, тоа е застапен во училиштата Асот Зборо Петрушевски во Скопје, во Владо Тасевски во Скопје, во Моше Пијаде во Тетово, во Таки Даскало Битола, Ристе Ристески Ричко во Прилеп, Коле Неделковски во Велес, Ѓошо Викентиев во Кочани и Богданци во Богданци. Овој образовен профил во нашиот образовен систем е присутен од 2005 година, благодарение на реформата која што се случуваше во 2004 и 2005 година. Во 2005 за прв пат се запишаа ученици во само 2 училишта во Република Македонија, во Владо Тасевски и во Боро Петрушевски. Тој настанува како резултат на промените на пазарот на побарувачката на сообраќајни услуги, кога се дошло до заклучок дека за да се одговори комплетно на барањата на сообраќајни услуги, треба да се вклучат повеќе сообраќајни гранки во извршувањето на сообраќајната услуга. Овој образовен профил во себе ги вклучува сите сообраќајни гранки кои што се застапени во Република Македонија, односно во него се изучуваат и патниот, и железничкиот, и водниот, и воздушниот, и останатите сообраќајни гранки и учениците кои што ќе се стекнат со дипломата техничар за транспорт и шпедиција ќе можат да одговорат на барањата на пазарот на трудот кои ги поставува современото стопанство во Република Македонија. Учениците по завршување на образовниот профил техничар за транспорт и шпедиција можат да извршуваат низа на задачи од сообраќајната дејност, како што се организирање на превоз на патници и стока во железничкиот, патниот, водниот, воздушниот сообраќај, организирање на комбиниран, односно мултимодален транспорт, организирање на индустријски транспорт, царинско посредување, ракување со стока, превземање на пратки и дистрибуција во микро и макродистрибуција, пронаоѓање на најповолни превозни патишта, односно вршење на инстрадација, избор на најповолно превозно средство, посредување при договори за складирање, посредување при договори за осигурување и ред на други задачи со кои што по завршување на образованието тие ќе можат да се носат. Местата на кои што можат да се вработат учениците по завршување на образовниот профил се сите предпријатија чија што примарна дејност е сообраќајната дејност, како и во сите предпријатија кои што се занимаваат со шпедиција и складирање на стока.
Една од најважните сообраќајни гранки која е носител на транспортот во нашата држава е железничкиот транспорт. Тоа е поекономичен начин за превоз на поголеми количества товар и за товар на долги релации, а е значаен и за зачувување на животната средина. Добродојдовте во нашата компанија, која што се занимава со сервиси од шпедитерската бранша, логистички решенија и услуги на еден интермодален терминал. Кои се работни задачи на техничарот за транспорт и шпедиција? Работните задачи на еден оперативец кој што се занимава со организација на самата работа на терминалот е манипулирање на стока, складирање на стока. Истиот тој треба да ги познава современите техники и баратање на и методи за означување, амбалажирање на стока, да извршува активности за подготовка на стока за транспорт, да ги препознава основните карактеристики на стоката што се транспортира за да се изврши самата претоварна услуга. Што треба да знае техничарот за транспорт и шпедиција за комбинираниот транспорт? Комбинираниот транспорт, како еден од најсовремените услуги што се применуваат во рамки на нашата компанија, опфаќа сите видови на транспорт се вклучени во еден. Значи имаме прекуморски транспорт, имаме железнички транспорт и копнен транспорт, што значи дека истите транспортни единици стоката останува цело време во рамки на една транспортна единица, а истата се манипулира со цел полесно и по ефикасно манипулирање со стоката до стигање до вратата кај клиентот. Во рамки на таа операција се среќаваме со документација која што ја следи во прекуморскиот превоз, во железничкиот превоз и во копнениот превоз. Значи, одговорното лице кое што се занимава со организација во рамки на тој терминал треба да ги познава сите модерни документи кои што се применуваат во рамки на транспортот на стока. Во Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски во сообраќајната струка се изучуваат два образовни профили, и тоа техничар за транспорт и шпедиција и машиновозач за дизел и електрични речни возила. Наставата се реализира според наставните планови и програми, во современо опремени училници и кабинети, а ја реализира специјално обучен кадар, сообраќајни инженери, луѓе кои одлично ја познаваат материјата и имаат практично искуство кое што можат да го споделат со учениците.
Вообичаено, секоја година запишуваме 2 паралелки од овој профил на македонски наставен јазик и 2 на албански наставен јазик. Учениците имаат редовна практична настава во училиштето, а дел од часовите за практична настава се реализираат и во стопанските субјекти со кои имаме одлична соработка. Овие часови се особено интересни за учениците, затоа што имаат можност практично да се запознаат со улогата, одговорностите и задачите на еден техничар за транспорт и шпедиција. Дел од нашите ученици по завршувањето на училиштето се запишуваат на техничкиот факултет во Битола, а некои на факултетот за царина во Охрид или пак избираат да студираат бизнис и логистика. Во оваа пригода ќе искажам нашата искрена надеж дека во согласно со иницијативите на Владата на Република Македонија и Министерството за образование на Република Македонија за развој и унапредување на средното стручно образование, учениците и нивните родители ќе ја разберат пораката дека на Република Македонија и е неопходно потребен стручно обучен кадар што веднаш ќе се вклучи на пазарот на трудот и практично ќе ги примени знаењата стекнати во текот на средното образование. И дека годинава ќе запишеме добри ученици кои пред себе ќе имаат јасно поставена цел да стекнат солидни знаења кои се применливи во практиката. Јас сум оператор на ова машина, која е двонаменска и повеќе наменска, која може да работи, например, со овие 40 фитни, имаме 45 фитни, како сега што го товаривме овој континент. И исто така, може да се товарат разни работи. Многу е интересантна работава, што ми даде некој предизвик во мојот живот да работам. Едноставно се пронедов во тоа и мислам дека вашиот избор што учите сега со школа е добар избор. Мислам дека нема да се покаете, така да се надевам дека ќе бидете дел некогаш колеги ќе видиме на овој, да кажем, интермодален терминал. Образованието трае 4 години и завршува со полагање на државна матура или завршен испит, по што се стекнувате со диплома техничар за транспорт и шпедиција. По завршувањето на средното училиште може да се вработите или да го продолжите школувањето на факултет.